Ја мислам дека не треба више ни да разговараме на таа тема и во врска со тоа. Коментар на мојата одлука ќе биде дадена сепак во жалба, меѓутоа можам да ја искоментирам само постапката. После 25 години јас навистина имав можност во еден оваков предмет да си ги остварам сите можни права на приговор, на предлози и така натаму. Одлуката на суда е едно. Меѓутоа, во судница си ги имав сите можни права кои што ми припаѓаат по закон. И тоа можам само во моментот да го коментирам. Задоволството никогаш не е па еден ден затвор да е, меѓутоа сепак коментарот на таа одлука ќе треба да се напише, ќе треба да биде образложена од страна на судот и коментарот ќе биде во жалбата. Имаше пресконференција за овој случај јавното обвинителство, една од ретките каде што се споменуваа најдени некакви прислушувани материјали кај еден од сега од обвинетите. Но на рочиштето денеска немаше нешто такво. Може ли да ни кажете што се случи? Ние имавме 4 расправи, 4 главни расправи. Имаме се уште обвинителен предлог. Вие бевте присутни тука, јас навистина не видов ни еден таков аудио или некој файл кој што укажува на такво нешто. Каде се тие фајлови? Треба да ни одговори друг, не ние. И дали постојат воопшто? Излезе обвинителството барем во текот на постапката со некакви детали околу вештачење? Не. Значи, се она што беше презентирано, се работи за фајлови и за писмени докази во предметот. За нешто овако, за некои разговори, за некои прислушувања, тоа немало обвинението, значи нема ни во постапката. Добро, најавивте жалба на што точно ќе се жалите, што не сте задоволни како одбрана? Прво треба да ја видам пресудата како ќе биде прокоментирана. Судот најде за едно кривично дело донесе ослободителна пресуда, меѓутоа јас сметам дека има основи и за некои други кривични дела да бидат истите пресуди, согласно тоа на мојот приговор за доказите и во врска со валидноста и квалитетот на истите. Тоа е малце сега, ќе видиме како судот, впрочем, ќе го објасни тоа и затоа реков ќе го оставам коментарот на таа одлука за во жалба. Добро, во однос на притворот, ако обвинителството се жали на притворот, кој ќе одлучува по тоа? Ако идеме по процедурата и по праксата која што е востановува овој суд, значи ништо не е необично укинувањето на притвор. Имате луѓе за кои што е баран притвор и биле у притвор за многу потешки кривични дела, не за овие, па биле пуштени. Не, кој одлучува, мислам, Кривичниот совет би требало сега да одлучи.